Тенденцијата на се помала искористеност на земјоделското земјиште во Кочанската котлина според носечките параметри продолжува и понатаму. Суштинскиот проблем е дека активното земјоделско население старее, бидејќи голем процент од младите ја напуштаат земјата и заминуваат во странство во потрага по подобар живот. Повозрасните и изработени земјоделци немаат ниту сила, ниту друга можност да произведуваат рентабилно, па од година во година оставаат дел од нивите необработени и непосејани. Ако проценките за минатата година велеа дека од 20 до 25% од плодното земјиште останало необработено, годинава процентот ќе биде уште поголем. Земјоделци во паника велат дека нема што да прават со имотот, бидејќи синовите и ќерките им се во странство, а тие самите не се во состојба да обработуваат по 30 до 40 декари ниви со разни култури. Поединци дури се одлучуваат да ги продадат, меѓутоа нема заинтересирани купувачи, а и цените се далеку под реалните вредности. Штетите од ваквите тенденции се повеќекратни, бидејќи освен што се намалува производството на храна, се запуштуваат нивите и се деградираат цели полиња. Паралелно и вкупниот број на средства реципроцитетно се намалува, бидејќи на пример водостопанство прибира помали средства по однос на воден надомест, се трошат помали количини на вештачки ѓубрива, хемиски препарати и слично, а сето тоа кумулативно негативно влијае врз агростопанските процеси во производствениот регион. Колку земјоделието стана неатрактивно во наши услови за стопанисување, зборува податокот дека голем број повозрасни сопственици ги даваат нивите да ги работат други земјоделци без каков и да е надомест, само колку да се обработуваат и пак нема заинтересирани. Дали тоа значи дека земјоделието во регионот го очекува комплексна, тешка и драматична транзиција?